Благодарам, почитувам подпредседател со Собранието, почитувани пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е предлог закон за управување со конфискуван имот и, верували или не, доаѓа со европско знаменце. Впрочем, како и многу други закони кои оваа власт во заминување, оваа нервозна власт која не знае ни основни правила од однесување на говорница во Собрање на Република Македонија, па ќе се наслушаме овде се и се што и секакви квалификации, јасно става до знаење дека се изгубија во политиката. Се изгубија во политиката затоа што не понудија резултати, не понудија решенија, туку едноставно, најчесто преку оваа Комисија за европски прашања, протуркаа на мускули тоа што ги интересираше. Ги интересираше криминал, корупција, воопшто не ги интересираше што мислат граѓаните и кои се нивните потреби. Пред нас е еден закон за кој реално има потреба од носење, меѓутоа се плашам дека вака донесениот закон нема да реши многу отворени прашања. Многу работи се контраверзни, многу работи се чудни и ова е јасно дека станува збор за предизборен маркетинг, односно да се сработи било што пред избори, па било тоа да се носи и на мускули во Комисија за европски прашања. Се јавив за збор затоа што со овој закон се прави една неправда, имено во досегашното решение на законот ЈП Македонски шуми беше еден од чинителите на кој државата им исплаќаше средства собрани по основ на прибирање на конфискуван имот, како на некој начин надокнада за тоа што самиот сектор учествува во оваа проблематика. Огромен број на запленети возила, средства од дрвократците се предмет на овој закон. Готово да плацевите на ЈП Македонски шуми се претворија во депонии кој некој мора да ги обезбедува, осигурува, да се грижи за овие средства и наместо да се возврати во насока на подобрување на состојбите, на подобрување на условите во однос на овие одземени средства, ние гледаме еден парадокс. Ова брилијантно Министерство за правда, односно неправда, го иззема Македонски шуми од самиот систем. Зошто на никој во државата не му е јасно? Гледам се чуди и министерката вајлда не го прочитала законот и не знае дека досега Македонски шуми беше еден од чинителите на коим се на некој начин вршеше некоја надокнада од прибраните средства. Зошто ова е направено? Ке ни каже можеби министерката или можеби нема да ни каже, таа се занимава со политика и тоа по телефон. Некој ќе и дојави што треба да каже и како праволаче ќе си дојде на говорница и ќе каже што и напишале. Без разлика што се зборува во овој парламент, без разлика кој закон е на дневен ред. Засрамувачки, ако вака ја тераме правдата во државата, срамно ако вака мислиме дека ќе ги подобреме состојбите во државата и ќе направиме правна држава која ќе одговори на потребите на граѓаните. Сериозна е проблематиката покрај одземените средства, огромен број на дрва се наоѓаат по тие плацеви по основ на преземени од дрвократците и сега со изземањето на Македонски шуми од целава приказка станува и нејасно што понатаму. Се надевам дека во второ читање
Министерството за неправда ќе си ја увиде грешката која ја направиле и ќе го врати старото решение каде што Македонски шуми треба да биде составен дел од чинителите на кои следи поврат на овие средства, односно мала надокнада за тоа што многу допринесуваат и во борбата со дровократството, но и во однос на тоа што излегуваат во пресред на ова проблематика, односно ги претворија своите плацови во депонии на вакви одземени средства и предмети. Ке поднесеме сигурно амандман, ке видиме реакција дали е ова случајно направено пропуст или не. Меѓутоа, што да се очекува од некој кој е во заминување, не знам дали ќе ги интересира. Едноставно, граѓаните треба да бидат свесни. Наместо да понудиме програми и визии за решавање на проблемите во оваа собрание, во моментот се носат популистички закони кои треба да одговорат само на потребите на СДСМ и на ДУИ дека нешто сработиле. Меѓутоа, целиот факт е дека ништо не сработивте. Овие 4 години со овој собраниски состав и овие 7 години откога сте на власт, тоа што го сработивте е рамно на нула. Односно, само ја уназадивте државата, ги доведовте граѓаните во многу полоша состојба од таа што ја има и на сите е јасно дека ова е ненародна власт, оваа власт не мисли на доброто на граѓаните, не мисли добро на сите чинители во пракса. Ние ги интересират само криминал, корупција и задоволување на своите лични потреби. Ништо повеќе, ништо помалку. Благодарам. Затоа